Иако конзервираната туна е практична, достапна и полна со хранливи материи, нејзината редовна консумација може да носи одредени ризици, особено поради присуството на жива. Според експертите, вклучувајќи ја и диететичарката Маша Дејвис, умереното консумирање туна е безбедно, но јадењето секојдневно може да доведе до акумулација на жива и други токсини, што на долг рок може да влијае на нервниот систем, бубрезите и мозокот. Последиците од прекумерна изложеност на жива не се појавуваат веднаш, туку постепено, со симптоми како замор, проблеми со меморијата, треперење, па дури и пореметувања во движењето, слухот или видот. Особено ранливи се децата, бремените жени и доилките, кај кои живата може да го попречи развојот на детето. Сепак, конзервираната туна останува вреден извор на постни протеини, омега-3 масни киселини, селен и витамин B12. Општата препорака за внес на риба за возрастни е околу 225 до 350 грама неделно. Белата туна, албакор, треба да се ограничи на една порција неделно, додека лесната туна, која има пониско ниво на жива, може да се јаде до 2 или 3 пати неделно, особено ако не се консумираат други морски продукти. Рецепт за едноставен, но вкусен оброк, рижото со тиквички и лимон. Овој оброк представува свежа и хранлива комбинација идеална за летните денови, погодна и за деца и за возрастни. Рижотото се подготвува со рендани тиквички, коре и сок од лимон, зеленчуков бујон и малку рендан пармезан за дополнителен вкус. Рецептот е брз и лесен, а вкусот е освежувачки благодарение на цитрусната нота и кремастата текстура. Идеален е како полесен ручек или вечера и може да се прилагоди со додавање на други сезонски состојки. Ваквиот оброк не само што е вкусен, туку и полн со витамини и минерали, што го прави одличен избор за целото семејство.